Но наредното прашање е околу ова, господине Бачев, околу името поново е. Значи, вашата докторска теза е меѓународни правни механизми за враќање на уставното име на Република Македонија. Да ни кажете за опциите што ги предлагате во вашиот докторски труд за враќање на уставното име. Значи, има врска со ова тема, нешто спомнавте, но сакаме, значи, децидно да ни кажете кои се вашите докторски тези за враќање на уставното име на Република Македонија. Јас и на разговор нашето партиско дисување за заштита на антинационални интереси еве ја спомнувате и мојата докторска дисертација. По кај партискиот ангажман и јас лично мојот досегашен, да кажеме, ангажман е насочен токму на таа насока во одбрана на македонските национални и државни интереси, не само моето политичко дисување, него моето лично дисување, бидејќи спомнам дека мојата магистарска тема беше за прашање од интерес за Македонија околу приемот обединетно, а докторската теза сега ми е околу кои меѓународно правни механизми може да ги искористиме со цел Македонија да се го поврати уставното име во Обединетите нации. И сега тука можеби треба да неколку воведни така принципиелни напомени, да кажам дека сега во прв момент на Македонија можеби било кога е најпотребно пред македонската и пред меѓународната јавност сите политички партии без разлика дали се владеачки, опозицијски, излезат со единствен македонски став за тој така наречен спор за името. Бидејќи одамна е познато дека домашното единство е најголемата брана заштита од сите атаки што се прават врз државата, но за жал ние тоа единство и после 20 години живеење се уште го немаме достигнато, дотолку повеќе што ние сведоци сме дека македонската политика во овие 20 години не разви, така да кажем, доволен капацитет за да изгради некоја подобра позиција во овој спор. И токму заради тоа што зборувам, заради таа поделеност меѓу политички субјекти во Македонија кои што го злоупотребуваа ова прашање од, така да кажем, од највитален интерес, но таа нивна меѓусебна политичка борба за власт, иако секој што се води од искрената предволба да се одбрани името, не треба да го користи за маркетиншки трикови, него тоа треба да биде, така да кажам, врзен приоритет. А сето друго што се во рамките на натрешната кампања, кога ќе има избори, ние може да се расправаме, да се караме, да се расправаме по политики, кој какви даноци ќе има, кој каква социјална политика ќе има, кој каква културна политика ќе има, кој каква еколошка политика ќе има. Значи тоа се прашања кои што можат партиите да се надпреваруваат меѓу себе, да се расправаат, да се караат, да се навредуваат за време на изборите, но за овие стратешки интереси насочна потреба за државата е да се изгради тој единствен македонски став за името. Од друга страна, може би мотив за мене беше да предложам таква тема, докторска околу името, и заради тоа што во Македонија не може и да се прочита од тие така наречени секојдневни експерти, што ги слушаме за некоја конкретна изгледна стратегија како да се реши тој проблем за името, а секојдневните коментари во десниците, во телевизиите, а и во стручната јавност во Македонија се сведуваат само така на некои волшебни формулации дека ни е потребен разумни компромис, дека треба да го одбраниме идентитетот и јазикот, па треба да се додадат некои придавки, додавки на името, па се некои залагања за прекин на разговорите, неменување на името, но се за тоа некои така општи формулации без конкретни предложи како сето тоа да се направи. И затоа јас се нафред да ги обработам така од научен аспект сите тие начини што стојат на располагање во Македонија во рамките на Обединетите нации за да го оствари своето право да биде нарекувана Република Македонија. Инаку познато не е сите дека Македонија ги исполнува условите за започнување преговори за членство во Европската унија, но гледаме дека едно е исполнување на критериумите, а сосема нешто друго е интересите на некои земји членки што треба да не примат во таа унија и ја гледаме таа перверзна една ситуација, како во случајот на Македонија единствено нешто што може да се оцени како некаков хендикеп кон тој наш пат кон на тие интеграции Европска унија и НАТО е токму нашето неотуѓиво меѓународно правно признато право да се нарекуваме со име по сопствен избор. Бидејќи во меѓународното право нема да најде никаде пишено правило кај што стои дека една држава може да ја наметне име на друга држава, туку има изградено едно вообичаено меѓународно обичаено правило дека
секоја држава има право да носи име по собствен избор. И затоа Македонија, може би ќе биде чудно за слушателите, но јас сум длабоко убеден дека за Македонија сега не треба да биде првен приоритет примат во Европската унија, бидејќи ние нашите стратешки цели треба да ги остваруваме во етапи. Односно, започнувањето на тие преговори со Европската унија за нас да биде оној сега така да како да го наречам како така втор пакет кој ние ќе се стремиме, а фокусот сега нашиот интерес првостен стратешки да биде насочен кон Њујорк, односно на Обединетите нации. И тука сега со еден збор значи да кажам дека јас сум длабоко убеден дека е созреан веќе моментот македонската влада да поднесе барање до Обединетите нации за да го оствари своето право да биде нарекувана во Република Македонија во рамките на ООН. Е сега дека помнам дека со приемот на Македонија е направен тој преседан кога Обединетите нации примија за прв пат една држава членка без име и без знаме, тоа сега да не се повторуваме, граѓаните секојдневно го слушаат. Тоа е сторено врз една резолуција на Советот за безбедност 817, што многу се врти во јавноста, со која Советот за безбедност оцени дека Македонија ги исполнува условите за прием согласно повелата, но и покрај исполнувањето на тие услови Советот за безбедност бараше да се нарекуваме Поранешна Југословенска република Македонија. И сега значи овие се горе-доле познати работи, сега да се насврнам, јас во мојот докторски труд предлагам 4 опции. Да, секако. Опции за како да го оствариме тоа, да бидеме да го оствариме нашето суверено право, да бидеме нарекувани под Република Македонија. И сега за да го оствариме ние тоа право, тука има еден многу битен существен момент. Таа резолуција 817 што спомнав може да се јави како процедурална пречка за нашето барање во Обединетите нации, бидејќи и сега за да избегнеме таа евентуална да кажеме забелешка која би дошла од Грција или од некој друг од во Обединетите нации дека пред поднесување на нашето барање некој да преговори дека ама вие да не преговори дека ама вие поднесувате, ама има пречка бидејќи имате резолуција која што кажува дека треба да водат разговори. За разлика од околината, значи за да се избегне тоа, Македонија сега најпрво треба да пристапи едно писмо генералниот секретар во кое што јасно ќе каже дека важењето на таа привремена резолуција 817 е истечено или изминато. Значи тоа македонско барање јасно треба да каже дека таа резолуција е истечена или измината и тука треба сега јасно да се каже дека Македонија нема за цел да ги повикува Советот за безбедност или Генералното собрание на Обединетите нации да заземаат ставови во врска со нашето членство. Ова не случајно го кажувам бидејќи деновиве прочитав и излезе некоја иницијатива од Обединета македонска диаспора дека бараат Македонија да поднесе нова резолуција. Фактички нова резолуција со која што нема да го признае претходното членство, него да поднесе нова резолуција со која што ќе бараме да бидеме примени како Република Македонија. Тоа е едно опасно непознавање на работите и опасна ситуација, значи Македонија треба јасно да каже во барањето дека нема за цел да го проблематизира нашето членство во Обединетите нации, туку само јасно треба да каже дека преговорите предвидени со таа резолуција достигнале до мртва точка и не се способни да доведат до солуција во врска со прашањето со името и затоа сега Македонија го користи своето суверено право да биде нарекувана Република Македонија во Обединетите нации. Тоа дотолку повеќе треба да се нотира бидејќи Македонија ако се види текстот на таа резолуција 817 не се обврза самата себе да постигне спогодба за решавање на спорот со Грција, ниту пак некој документ на Советот за безбедност рефлектира таква обврска дека Македонија мора да склучи спогодба со Грција за да го смени името. Таа резолуција 817 само ги повикува, дури има една формулација, вика ги охрабрува страните Македонија и Грција да постигнат брзо решавање на нивните разлики. Но сега како што кажав, тие преговори достигнаат до мртва точка, тие речиси 20 годишни напори. Гледаме дека страните не се поблизу до решавање на спорот и затоа сега може да биде изведен тој аргумент дека Македонија со првичното поставување на проблемот пред арбитражната, попозната како Баден-Терова комисија 1991 година, подоцна проблемот беше поставен пред управниот комитет на Меѓународната конференција за Поранешна Југославија и после приемот од 1993 почнаа да функционираат добрите услуги на генералниот секретар на Обединетите нации до ден денеска да се знаат тие разлики. Значи Македонија сега треба јасно да каже дека ги истрпи сите тие локални средства на меѓународната заедница. Проба со арбитражна комисија, проба со управниот комитет, проба со генералниот секретар и неговите посредници како што беа Лорд Овен, Сайрус Венс, сега Нимиц
Значи сите тие средства се исцрпија, преговорите за торсокак и Македонија значи може да го искористи своето право. И сега туку многу битно во тоа писмо што напише Македонија првично до Обединените нации, генералниот секретар, треба јасно да каже дека превремениот разумен период од резолуцијата 817 е изминат, бидејќи и тоа уште повеќе треба да го нотира, бидејќи на секој нормален човек, така секој разумен човек и во Македонија и во странство му е јасно дека 20 години е многу повеќе од разумен период за решавање на едно прашање. И сега откако ќе се направи тој прв чекор, значи тоа писмо на кое што ќе кажат и тоа работи што ги кажав, на Македонија и стојат на располагање повеќе начини, ако да го стори тоа свое барање. И сега се разбира тука одредувањето на најсоодветниот начин кој што Македонија би го искористила да се нарекува Република Македонија, тоа е веќе прашање на политичка проценка на државата и на државниот здрав, кој орган од Обединените нации би реагирал најпозитивно во однос на барањето да бидеме нарекувани Република Македонија. Сега Македонија, значи сега да се навратам на начините, Македонија може најпрвин да го нотифицира генералниот секретар за своето барање од сега па натаму да биде нарекувана Република Македонија и да побара експлицитно во тоа писмо генералниот секретар да стори се што е потребно за да се изврши таа промена. И сега тука Македонија треба јасно да наведе дека во овие 20 години се однесуваше конзистентно на сите резолуции на Генералното собрање на Советот за безбедност. Но сега сметаме дека условите од овие резолуции престануваат да важат. И сега во овој контекст тука јас предлагам може би добро да се проучи установениот прецедент од страна на Белорусија и Украина кои своевремено после распаѓањето на Советскиот сојуз го променија своето име со едноставна нотификација до генералниот секретар за промена на името. И сега како бидејќи како што кажав се работи за научен труд кој што треба тоа да оди на правни факултет, значи треба да се кажат и можните да се даде анализа на можните активности на генералниот секретар, бидејќи не ќе го пуштиме тоа писмо како што кажеш, не бидеме се работи, но треба сега сериозно аналитички да преспетаме што би можел да преземе генералниот секретар. Моје мислење е дека генералниот секретар може да ја одложи нотификацијата на другите членки, да кажеме, да го чува тоа писмо во фиоката негова и да ја одложи таа нотификација. Исто така може да бара втора солуција, да бара правно мислење од канцеларијата на правниот факултет и трета варијанта која што е најизгледна, од која го добие тоа писмо, може да го препушти на Генералното собрание или на Советот за безбедност. Сега во моментот, бидејќи генералниот секретар е посредник во спорот, ги дава своите добри услуги преку своите медијатори, како што е сега Мимиц, во моментот, според мене, е многу веројатно дека тој ќе биде неволен. Нема да сака автоматски да го прифати барањето на Македонија. Тој би можел да се смета како мешина во неговите добри услуги. И затоа генералниот секретар најверојатно може да одлучи да го достави тоа барање до Генералното собрание, бидејќи Генералното собрание е тој орган кој што одлучува за прашања што се однесуваат на членството. И сега од друга страна пак причините поради кои генералниот секретар би го доставил тоа наше барање до Советот за безбедност би било бидејќи тие прашања се однесуваат на инволвираноста на меѓународниот мир и безбедност. И фактот дека Советот за безбедност своевремено со таа резолуција 817 прв даде препорака за прием на Македонија. Но сега тука има еден момент кој што сметам дека тактички е добро да го изигра Македонија, не чекајќи што ќе преземе генералниот секретар. Јас сметам дека е тактички добро веднаш после неговото известување Македонија да започне да го употребува своето уставно име на таа своја табличка во ООН. Бидејќи сите знаеме дека гледаме по телевизија во таа пленарна сала, сите делегати пред себе имат една табла во која што е испишено името на секоја држава, дури и по цена да настане некаков скандал или инцидент од страна на грчките представници во Генерално собрание, мислам дека тактички е добро Македонија веднаш на таа табличка да го стави уставното име и при тоа јасно да се повика на домашното право пред се на уставот. Сега втора варијанта е дека спорот може да стигне до Советот за безбедност преку генералниот секретар или преку истрага пак водена од самиот Совет за безбедност. Македонија или Грција исто така може да побараат спорот да дојде пред Советот за безбедност и тука сега бидејќи според повелбата на Обединетите нации Советот за безбедност е главен орган кој што се грижи за меѓународниот мир и безбедноста, он може да го свати тоа барање како прашање за членство пак или пак што ќе биде потребно двотреćinско мнозинство или пак како закана за мирот и безбедноста.